Спасител. Во студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести во 8. Председателот на Хрватскиот сабор Гордан Јандроковиќ денеска ќе престојува во официјална посета на земјава. Јандроковиќ ќе го посети Македонското собрание, каде ќе биде свечено пречекан со високи државни и воени почести, а ќе има и тета-тет средба со Африм Гаши, председател на Собранието на Република Македонија. По средбата со Гаши предвидени се разговори на делегациите на двете земји заедно со 20 председатели на парламентите. Председателот на Хрватскиот сабор Гордан Јандроковиќ ќе се обрати пред пратениците во рамки на денешната 37 седница. Поради посетата на председателот на Собранието на Република Хрватска, денеска јутре на поширокото централно подрачје на град Скопје ќе има и посебен режим на сообраќај. СВР Скопје апелира до граѓаните да ги почитуваат наредбите кои ќе ги издаваат полициските службеници. Секој месец по една странска инвестиција најавува премиерот Христијан Мицковски. Според него, милиарда евра кредит од Унгарија пополнил многу дупки и реализирал проекти. Секој месец до јуни по една нова инвестиција најавува премиерот Мицковски како дел од владината офанзива за подобрување на економијата во државата. Најавите стигнуваат по објавеното рекордно ниво на странски инвестиции во 2024 од 1,2 милиарди евра. Во оваа насока Мицковски ги толкува и придобивките од посетата во Унгарија. Вели дека тоа е државата која ни помогнала со 1 милиарда евра изминатиот период. Од овие пари половина отишле за враќање на стари долгови, со што според премиерот намален е и долгот на државата за речиси 3%. 250 милиони евра се за општинските проекти, а останатите се за бизнисот, но таму ќе бидат потребни уште пари. А 250 милиони евра се во бизнисот, за жал морам да кажам, интересот до овој момент е 380 милиони. Што за мене предизвикува повторно предизвик и инспирација да побарам нови вакви средства за бизнисот, затоа што очигледно дека бизнисот е гладен, сака развој, сака свежи пари, ефтини пари за да може да се развива, да додава вредност, да креира нови работни места и младите како да не биде по принципот како до сега изминативе 7 години да ги полнат автобусите и да се селат, туку да ги полнат автобусите таму кај што се селени и да се враќаат назад. Иако во Изград, Мицковски вели дека во Будимпешта не се сретнал со екс-премиерот и поранешен лидер на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Не се сретнав, но доколку ќе се сретнам или доколку би се сретнал, ќе бидете информирани, затоа што јас водам политика на принципот вистината е најточна. Така што, верувајте, секогаш кога нешто ќе се случи, јас тоа го кажувам, немам зашто да кријам, бидејќи немам што да кријам. Совеста ми е секогаш чиста, но исто така, во име на таа вистина, можам да потврдам, а многу скоро и со докази, дека голем дел од функционерите на поранешната владина коалиција СДСМ и ДУИ се среќавале во Будимпешта со господинот Никола Груевски, за кој што за жал не дадоа искрен одговор, за кој што јас евентуално кога би се сретнал би дал. Премиерот и повеќеми на министри од владата 2 дена беа во Будимпешта на заедничка владина седница со владата на Виктор Орбан. Освен за економската соработка, двете страни разговара и за заглавените евроинтеграции, но и за новата геополитичка реалност во светот помеѓу САД и Европа за Украина. Катерина Нишкова, Сител телевизија. Премиерот Мицковски ги отфрли заканите на ДУИ за бојкотот на локалните избори. Тој вели дека за заканите на ДУИ веќе е запознаена целата меѓународна заедница која изразила загриженост за обидот за притисок врз Уставниот суд. Институциите ќе спроведат избори, а дали ДУИ ќе учествува на нив, Мицковски вели дека не е негова работа. Човекот кој што преговараше и го распродаваше мојот македонски идентитет и мојот македонски јазик има најмал кредибилитет да зборува, затоа што тој ако мене не ме почитува, не го почитува ни својот мајчин албански јазик. Сега, секој си има право да избере начин како политички ќе функционира. Тоа е нивен избор. Државата има институции, има влада во која што функционира. Политичката партија Демократска унија за интеграција функционираше 20 и кусур години, ги погази сите принципи, беше пример за двојни стандарди. Во последните години од своето функционирање беше пример за основани сомневања за криминал и корупција. На Мицковски му возврати Бујар Османи. Тој на социјалните мрежи напише:
Македонскиот јазик прифатен во Европската унија и преговарачката рамка без никаква фуснота. Потпишан првиот договор со Европската унија каде се признава македонскиот јазик. За меѓународната афирмација на македонскиот јазик имам повеќе јас направено отколку било кој од нив. Нека направи премиерот Мицковски за албанскиот јазик половина од тоа што јас го имам направено за македонскиот, албанците ќе му бидат многу благодарни, но уште поважно нека не го загрозува тоа што други пред него го направиле, напиша Османи. Дали имаме стратегија за развој на земјоделието во Македонија и враќање на состојбата производител на храна, наместо увозник на храна? Беше едно од прашањата за министерот за земјоделство, шумарство, водостопанство Цветан Трипуновски, кој гостуваше во тема на денот во Дневникот на Сител. Она што Министерството го има, тоа е среднорочната стратегија. Прави моментов една анализа, односно пресек на резултатите од таа стратегија. Гледаме дека има поразителни резултати. Тоа значи дека субвенциите кои што ги имаме воведено уште од далечната 2007 година, последниве неколку години заради задоснетото применување, односно исплаќање, заради лоши мерки кои што се проектирани, имаме стратегија која што навистина има недоволен или никаков ефект, односно има негативен тренд во делот на земјоделското производство. Затоа ние како Министерство правиме анализа и изработуваме нова стратегија која што ќе значи предвидливост на земјоделското производство. Да скратам, довербата на земјоделците кон Министерството и отворената врата кон сите чинители во секторот е доволен показател дека сме на вистинскиот пат за да навистина ја зголемиме продукцијата на земјоделско производство. Враќање доверба кај земјоделците значи зголемен број на земјоделци. Враќање доверба на земјоделците во државата значи зголемена продукција. Работење во делот на инвестициите за водостопанство значи сигурен пласман, односно производство по квантитет, кое што индиректно или директно влие во семејните буџети на секој еден производител. Знаете дека земјоделството не е само произведување на храна, земјоделството е математика, односно многу наши семејства, многу наши сограѓани живеат токму од оваа гранка. Со пари од ДЕБОР ќе се гради заеднички железнички граничен премин Табановци. Договорот за грант од 2,4 милиони евра доби потписи. Ова е дел од инвестициониот пакет од близу 8 милиони евра за изградба на железнички гранични премини меѓу Македонија и Србија. Проектот опфаќа изградба на нова заедничка зграда за потребите на граничната полиција, царина и инспекцијските служби на Македонија и на Србија. Ќе се реновираат и постојаните објекти во Табановци. Предвидено е вкупните работи да бидат на простор од 10.100 метри квадратни, што ќе се согласите навистина на сериозна површина. Очекуваме до лето оваа година да избереме изведувач и во рок од 2 години да се заврши целокупната постапка, како веќе на средината на 2027 година би имале единствен граничен премин во делот на железница со Република Србија, што секако ќе забрза многу и во делот на патнички, но пред се во делот на товарен сообраќај. Овој проект е јасен доказ за континуираната поддршка на банката за напорите на земјата да ја подобри својата инфраструктура до железничкиот коридор 10, кој што е клучниот железнички коридор на нацијата. Границата може да биде пречка, но исто така може да биде и премин и отворена можност и ресурс. Сега Македонија ќе оствари придобивка од подобри капацитети преку создавање единствена железница и единствен граничен премин.